Скопје вечерва минува малку погламурозна сабота од вообичаено. Го живее секојдневието на светските модни центри. На Скопскиот сајм во тек е последната ревија од овогодинешната модна недела. Оливера Јовановска е таму. Познати личности во модели на познати креатори. Токму вака и на овој начин вечерва се затвара модната недела оваа година. Во организација на Скопски сајм и модното студио Црнокрак. Токму до мене е собственикот на модното студио Мики Црнокрак. Зошто на овој начин одбравте да ја затворите модната недела оваа година? Па бидејќи имавме едно изузетно успешно издание на модната недела, Sun of Fashion Week, сакавме да го заокружиме на некаков посебен начин, бидејќи требаше да ни гостуваат последната вечер гостите од Србија и Црна Гора Сен Џорџ, кои ради некои технички причини го откажа учеството. Еве за буквално за 15-16 часа и организиравме оваа спектакуларна модна ревија на која гледаме околу 35 наши естрадни познати естрадни звезди, имаме глумци, пејачи, спортисти, новинари, водители и така натаму. Мислам дека ова е вистински спектакл тука вечер. Што се можеше да види македонската јавност во изминатите 5 дена? Првата вечер имавме исто така едно спектакуларно отварање, традиционално со фешн групи, со нивните брендови. Втората вечер имавме ексклузивна француска вечер со 9 модни креатори кои директно од Париз Fashion Week дојдоа и ги представија моделите тука пред нашата јавност. Видовме што е најдоброто од македонските модни креатори во микс со креаторите кои дојдоа од Босна и Херцеговина и Хрватска. Исто така имавме една атрактивна ревија на долна облека, атрактивен перформанс на ревија за шминка и фризура на Контеса кои беа задолжени за стајлингот на девојките. Имавме атрактивна ревија за прв пат на накид, така да мислам дека сите вкусови ги задоволивме и сите оние кои беа учесници како посетители нормално на последново издание на модната недела ќе си одат дома максимално задоволни. И на самиот крај, имајќи предвид дека модниот бизнис носи многу пари во светот, дали може да се каже по 8-ма модна недела, организирана во изминатите 4 години, дека сепак модниот бизнис е профитабилен и во Македонија? Па бидејќи 8-ми пат поред модно студио Црнокрак ја организира модната недела, последниве 4 пати со Скопски сајм, значи дека сепак имаме профит од оваа работа. Модно студио Црнокрак живее од модниот бизнис, така да сето дека биде така, ќе организираме модни недели. Освен она другото што го работиме. Благодарност на сите оние што беа посетители на Sun of Fashion Week, благодарност на Сител телевизија која ни отстапи време и преку која гледачите на Сител телевизија ќе видат барем делот од овој прекрасен амбиент. Многу сум среќен што е прв пат имаме на некој начин директен пренос од една модна ревија во Скопје и Македонија. Благодарности за вас. И ели на самиот крај само да кажам дека сепак модната ревија оваа вечер ја отворија најмладите. Оливера Јовановска разговараше со Мики Црнокрак на затварањето на модната недела во Скопје.